Добре, криптоентузијасти, имаме еден специјален проект за денес, ќе разговараме за Uniswap, една од оние апликации кои што на вистина дури и мене ми импресионираше прв пат кога излезе на пазарот, иако не верував дека ќе има добра иднина, да искрено ми на некој начин ми го смени мислењето со оглед на фактот што видов што се една ваква апликација успеа да постигне. Значи, Uniswap, знаете и сами, е уствари најголемата децентрализирана менувачица, која што моментално работи исклучиво на Ethereum мрежата, односно за сите токени кои што се тргуваат на Ethereum, односно ERC20 токени. Со тоа што можеме да видиме дека има некои импресивни бројки моментално, од моментално повеќе од 127 милиони трейдови кои што се направени. Значи 300 интеграции, тоа е фактички на значи интеграција може да биде без разлика дали станува збор на wallet-и кои што имаат сапорт моментално на Uniswap или пак апликации кои што моментално користат Uniswap како додатна апликација на својата со цел да вршат некаков тип на размен на криптовалути. Гледаме моментално дека има повеќе од 1,2 трилиони трейдинг волјум кој што поминал на Uniswap платформата. Значи, моментално успеале да спроведат трговија во вредност од 1,2 трилиони на својата платформа во своето кратко постоење, затоа што Uniswap е млад проект. Значи, истиот потекнува од 2020 година. Значи, генерално чисто за да ви покажам, значи моментално Uniswap истиот на пазарот прв пат влегува во 2020 година, тоа како airdrop. Повеќе за тоа ќе разговараме малку подоцна, но нели, како и секогаш ќе почнеме со нашата листа, каде што ќе разговараме за основните 6 полиња во кои што би требало да направиме истражување за овој коин токен, со цел да видиме нели дали одговара за нашето портфолио. Повторно пред да почнам, значи ова е уствари на некој начин истражување на нашиот канал. Јас секогаш ве охрабрувам да направите и сопствено истражување со цел да направите значи соодветна одлука за тоа дали ова навистина е дел треба да биде дел од вашето портфолио. Сега, знаете и сами, до сегашните видеа секогаш започнуваме прво со апликација и практична примена на коинот. Зашто истиот се користи, дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи, прво, најдобро би било да објасниме што уствари истиот представува, со оглед на фактот дека истиот е децентрализирана менувачница, значи нешто на што верувам дека не сте навикнати, иако многу се користи во моментов, верувам дека вие да повеќето барем, оние кои што не се долго време во криптосекторот, не им е познато што уствари представува децентрализирана менувачница. Така да, прво ќе мораме да направиме видео во кое што, значи во овој дел видеото ќе објасниме што уствари е разликата помеѓу децентрализирана и централизирана менувачница, за да можеме да објасниме која е разликата помеѓу Uniswap и да речеме Kraken, Binance, Coinbase и слично, па за да разберете која е уствари уникатноста на овој проект. Сега, на овој дел би сакал да покажам моментално кои се разликите помеѓу децентрализирани и централизирани менувачници, тоа се генералните, а потоа ќе одиме нели во детали да објасниме како функционира самиот Uniswap и зошто е толку уникатен. Значи, првенствено мораме да почнеме, значи по ред ќе одиме нели во однос со тоа како ова ги објаснува, а јас дополнително ќе објаснувам што мислам дека фали да речеме. Значи во однос со децентрализација. Централизираните менувачници се најчесто организирани и водени од организации, нели, личности и слично, со тоа што на тој начин и може да бидат манипулирани. Додека за разлика од тоа, децентрализираните менувачници се не се, значи, практично од некаков тип на централизирана организација или човек водени, туку се водени, како што е во ситуацијата со Uniswap, од смарт контракти кои што се поставени на еден леџер, кои што имаат, значи, за цел постојано да ги одржуваат ликвидити пуловите активни и постојано овие смарт контракти ги водат оние протоколи како што фактички и нели се напишани да го прават тоа. Во превод, значи кај децентрализираните имате организација, односно нешто слично на FTX, која што може да направи некаков проблем, додека кај децентрализираните, ако тоа не е хак или ако не е некаков напад, значи нема начин како фактички вие да може да изманипулирате, затоа што овие договори, овие смарт контракти кои што се направени на блокчейн технологијата се направени на тој начин да не може да бидат изманипулирани. Ќе поразговараме малку подоцна за тоа како го направиле, значи многу интересен начин како го направиле тоа, но тоа е најдобриот дел кој што треба да ме радува, затоа што значи технологијата е дојдена до тој степен да може една цела менувачница да биде оперирана
без при тоа да треба некој човек да седи и биде централизирано одговорен за тоа како вие ќе ги направите вашите размени на коини и токени. Вториот дел кој што ви дава на некој начин уште поголема сигурност е custody of assets, односно кој има практично допир до вашите средства. Значи, во централизираните менувачници, вие фактички ја давате целосната контрола во вашите средства на некој друг. Значи, вие кога ги депозитирате вашите крипто средства на Kraken, на Binance, на Coinbase, вие фактички ги давате и своевидно вашите клучеви, односно, вие не сте одговорни за вашето крипто до моментот кога овие коини токени нема да се вратат повторно на вашето портфолио. Додека во другата ситуација, кога станува збор за децентрализирани менувачници, значи вие не ги депозитирате токените таму. Туку вие само го приклучувате вашиот, значи во случајот затоа што е Uniswap, било каков тип на Ethereum wallet кој што е компатабилен со Uniswap менувачницата, значи вие фактички можете преку MetaMask на пример да вршите размена на коини и на токени, а при тоа ни во еден момент вашите коини и токени да не дојдат во допир со custody од страна на Uniswap. Значи вие само практично вршите замена директно од вашиот новчаник преку Uniswap. Така да затоа и се многу подобри кога станува збор за self custody и за одговорност за самата менувачница, затоа што овој механизам е направен да биде избалансиран, да не мора да зависи од маркет мейкери и од, да речем во оваа ситуација, луѓе кои што може да го злоупотребат тоа, затоа што, прост пример беше како FTX, со тоа што има допир до вашите средства, ги искористила и на тој начин доаѓа до ситуација каде што вие тие средства ги немате. За разлика од тоа, значи блокчейн и самата технологија, како што е Uniswap, едноставно не го дозволува тоа. Значи нема начин како да се допре до средствата, затоа што вие никогаш не дозволувате вашите средства да го напуштат вашиот wallet, новчаник, кога тргувате со нив. Impermanent loss, no concerns of impermanent loss due to high liquidity. Сега, impermanent loss уствари представува она загуба која што ја имате доколку смените. Практично тоа било некоја едноставна дефиниција. Како би го објасниле тоа? Значи, доколку вие да речеме смените токен, пример, во моментов смените да речеме $100 за одредена количина на Ethereum. И да речеме дека само чисто поради примерот, да речеме дека $100 е еден Ethereum. Така. Значи, вие кога ќе го купите тој еден Ethereum, impermanent loss представува доколку цената на тој Ethereum почнува да паѓа. Значи, да речеме дека моментално цената на тој Ethereum во моментот кога сте го купиле паднала на $80. Тоа значи дека вие сте во impermanent loss, односно тоа е непостојана загуба. Значи, кога би било во превод на македонски би било непостојана загуба. Зошто е тоа така? Значи, вие би биле во загуба само доколку одлучите тој Ethereum да го замените кога цената е поевтина. Доколку вие се исплашите и го продадете кога цената е $80, вие овој непостојана загуба ја претварате во постојана, односно веќе сте ги смениле еден Ethereum за $80 и вие автоматски ги губите тие $20 кои што фактички поради тоа што сте ги купиле на $100, а сте го продале на 80, тие 20 едноставно е онаа загуба која што сте ја преживеале. Но се додека вие не го смените тој еден Ethereum во долари, вие фактички сте или во impermanent loss или во практично профит. Зошто е тоа така? Значи, вие фактички постојано имате еден Ethereum. Тоа нема да се смени. Вие постојано ќе имате еден Ethereum, се додека не одлучите тоа да го смените во противвредност на долари, да речеме во оваа ситуација, и на тој начин или ќе бидете во профит, или ќе бидете во загуба. И impermanent loss is a high possibility and risk in event of market fluctuations. Зошто е тоа така? Значи, разликата помеѓу централизирани и децентрализирани менувачници е тоа што во централизираните менувачници првенствено, барем за сега, имаме многу повеќе клиенти. Значи, тоа е една од битните работи. Ќе објасниме како тоа функционира, ќе објасниме што се order book, што е liquidity pool, но сега за сега, значи, се што не ви е јасно, ќе ви биде јасно малку подоцна во ова видео, сега за сега едноставно мораме да поминеме преку овие точки. Така да, идејата е дека колку повеќе клиенти имате на менувачница, толку е помала шансата дека ќе имате ваков тип на impermanent loss и обратно. Зошто е тоа така? Значи, вие може би сакате да го продадете коинот или токенот на одредена цена, но моментално не постојат купувачи кои што сакаат да го купат или продадат на таа цена. Така да на тој начин вие се додека не се појави купувач што сака да го купи на таа цена, што значи дека колку е помала ликвидноста, колку помалку луѓе има, толку е помала веројатноста дека некој сака да го купи и поради тоа се наоѓате во ситуација каде што имате ваков impermanent loss, се додека не се најде некој кој што ќе сака да го купи на оваа цена. Затоа и разликата е, значи, од една страна имате позитивни, а од друга страна имате негативни карактеристики и на едната и на другата, така да мора да одберете што за вас е поприфатливо.
Сега, регулатива. Значи, првите централизираните се многу регулирани. Чистите бараат KYC, Know Your Customer, бараат, значи дури имаат и некои, да речам, правила по кои што мора да се постапува во секое време. Значи, прво, може да бидете и ограничени во однос тоа дали припаѓате на одредена држава, да речем, не знам, унија, како и да е. Така да, со овие работи, значи, од една страна, мора да ги дадете сите ваши документи и сите ваши податоци. Со тоа ќе мора, нели, да дадете голем број на информации за вас, додека кај децентрализираните нема потреба од никаков тип на информација со оглед на фактот дека користите новчани кој што не е директно поврзан со менувачницата. Се што треба да направите е да го поврзате вашиот MetaMask или без разлика на тоа каков тип на новчани да во случајот MetaMask, може да го уклучите и да тргувате во било кое време и многу побрзо. За разлика од централизираните, каде што мора прво да бидете аудитиран практично, одобрен, за да може и понатаму да продолжите да тргувате, да речем, на централизирана менувачница. Сега, тоа дополнително носи и ризици, поради тоа што, например, на децентрализираните, како на Uniswap, било кој може да прикачи било каков тип на токен. А тоа го зголемува ризикот за скем и шит токени, така да тоа може многу да биде проблематично со оглед на фактот дека секој може да направи ERC20 токен и да го прикачи на Uniswap. Додека за разлика од тоа, токените и коините кои што се прикачени на централизирана менувачница се доста добро истражени од истата, затоа што централната менувачница е одговорна за било што може да се случи со таков проект. Така да поради оваа причина тој дел е попозитивен на централизираните за разлика од децентрализираните менувачници. Следно во однос на ликвидност. Значи, ликвидноста која што моментално имате на централизираните е далеку поголема од она на децентрализираните. Значи, чисто за споредба, таа спореди моментално најдобрата менувачница која што има според токенот BNB, 49 билиона, за разлика од моменталните само 5 билиона кои што ги има Uniswap. И повторно, да не забораваме дека самиот Binance не поседува само BNB. И BUSD е дел на Binance, затоа што тоа се два токена кои се користат на Binance менувачницата и двата се на некој начин едниот за governance, другиот за трейдинг. Така да заедно имаат околу 56-57 билиона, додека за разлика од тоа најдобрата менувачница во децентрализираниот сектор поседува само 5 билиона. Значи тоа ми покажува голема разлика во однос на тоа колку само повеќе ликвидност имаме на централизираните за разлика од децентрализираните и на тој начин, значи, го прави тоа малку поризично и овој impermanent loss е повообичаен. Сега, trading options, истата ситуација. Значи, колку повеќе ликвидност, колку повеќе трейдери, колку повеќе капитал, толку повеќе различни опции може да најдете. Од futures, options до значи leverage тргување и слично, додека за разлика од тоа DEX-от, значи DEX така се нарекуваат, децентрализирани exchanges се нарекуваат DEX. Значи DEX-овите има многу помалку опции и тоа истите се лимитирани за моментални некои позајмување, да речем, тоа е некој врв на нивните можности кои што ги имате на ваков тип на менувачница, така да имате го тоа превид дека многу повеќе опции може да добиете на централизирана менувачница, но повторно ти кажам. Значи давате приватност и сигурност на вашите коини и токени за повеќе опции, повеќе ликвидност и обратно. Значи никој не ви бара никаков тип на информации за вашиот новчаник, додека во спротивно имате многу помала ликвидност и помалку опции на ваквиот тип на менувачници за сега. Имате тоа превид, они моментално доста многу растат. И availability, значи depends on centralized company operating the exchange, always accessible to user. Зошто е тоа така? Значи ова е повторно дел од оној момент што ви го кажав дека прост пример. Ако сте да речеме, не знам, дел од Иран, од Северна Кореја, еве моментално и Русија, на пример, некои менувачници нема да ви дозволат да може да работите на нив, како што е на пример, еве моментално Coinbase, со сигурност нема да може да работите ако сте севернокореец, иранец или русин. Со тоа што да не забораваме дека моментално ваквите менувачници имаат дозвола и да ви забранат, односно да ви го запленат портфолиото, за разлика од тоа децентрализираните такво нешто нема. И во било кое време, од било кој акаунт, од било која IP адреса, од било која држава, може да се логирате и може да ги користите. Имате го тоа превид, иако сега ќе почнуваат и тие да изволат некои ограничувања да прават, но генерално така стоат работите помеѓу децентрализираните и централизираните. Сега, за да објасниме како има ликвидност. Значи, ликвидност се уствари потребата еден да продаде, а друг да купи на одредена цена. Со тоа што знаете и сами како ова сигурно сте го виделе ако сте тргувале, значи ова се нарекува order book или тоа е уствари
книгата на нарачки, каде што имате нарачки за купување и нарачки за продавање. Со тоа што, значи, моменталната цена на коин или токен на менувачницата, која што е централизирана, се одредува во моментот кога последната, да речем, трговија ќе се заврши. Зошто е тоа така? Значи, во моментот кога ќе имаме најниска, односно највисока цена по која што две лица ќе се договорат дека сакаат да купат или да продадат, затоа и вие фактички кога одите на берзата, вие фактички ставате на која цена сакате да го купите или да го продадете она што го, нели, што го имате, така, или што сакате да го имате. Например, имам Ethereum и сакам да го продадам за $1000, додека другата страна треба да се најде некој што сака да го купи за $1000. Јас нема ни да знам кој е тој, но затоа уствари оваа книга, тоа е менувачницата, го прави тоа со што за замена добива фи, односно добива дел од оваа трансакција. Значи тоа ви е веќе кажано уште на самиот почеток кога правите акаунт на оваа менувачница и на тој начин имате наредби за купување и наредби за продавање, со тоа што наредбите за купување нели нормално ова да речеме од 1000 па нагоре, кога веќе 1000 е последната цена, а наредбите за практично за купување ќе бидат од 1000 па надолу, а за продавање од 1000 па нагоре. Затоа што нормално последните цени се тие што најчесто се допираат фактички за да се реализираат овие последни одредби, ако не нормално наредби, односно вие ќе чекате, така. Значи на пример ако се стави на 1100, вие ќе чекате да ги снема сите овие практично наредби пред вас, значи нарачки, додека не дојде некој што е спремен да купи дури на 1100. И на тој начин таа последна цена е цената која што моментално менувачницата ви ја дава како цена на токенот и затоа постојано варира. Значи секогаш кога имаме нова нарачка која што е реализирана од оној кој што купува и оној кој што продава, вие автоматски ќе добиете нова цена која што ќе биде на дисплеј на менувачницата. Значи на тој начин вие фактички добивате колку моментално кошта Ethereum да речеме на Binance. Со тоа што ако нема веќе луѓе кои што го прават ова да купуваат и да продаваат, дури има таков тип на маркет мейкери кои што практично се платени за да пополнуваат одредби на купување и продавање со цел постојано да има ликвидност. Колку повеќе ликвидност, толку повеќе трговија и толку повеќе менувачницата практично добива профит од фи. Додека за разлика од тоа, значи начинот на кој што се прави, значи ова е стар начин, ова е начин кој што го има уште од не знам, римско доба, се разбираме. Значи тоа е тоа, кој колку купува и колку продава и тие фактички се наоѓаат и на тој начин го вршат трговијата. Додека за разлика од тоа, кај децентрализираните менувачници, дексовите, имаме многу поинтересен и по-креативен начин на тоа како се прави. Значи имате liquidity pool, сега нема да објасниме се, ние ќе објасниме како моментално се прави liquidity, односно како вие добивате цена и како постојано овој пул се надокнадува, така речено. Значи, пул представува, да речеме, одредена количина на токени на пар токени, се разбираме? Значи тоа е пул. Ова е пул на Ethereum и на DAI. DAI ни представува stablecoin, а Ethereum знаете и сами нормално кој е Ethereum. Со тоа што во одреден пул, да речеме, имаме одредена количина на Ethereum и DAI токени кои што се депонирани од некој како нас. Значи на Uniswap тоа е најдоброто, што сите токени кои што моментално ги гледате и во пуловите и во оние нарачки кои што моментално се случуваат, се уствари поседувани од корисници. Значи нема ништо од Uniswap. Uniswap практично само ги собира, така речено, фито и нели дава награди во своите токени Uni, они поседуваат само Uni. Додека за разлика од тоа сите овие пулови се уствари настанати од луѓе кои што ставаат во таквиот пул одредена количина на Ethereum, одредена количина на DAI или пак двете. Така да во овој пул може да се тргува само доколку сакате да купите Ethereum или да купите DAI, но за размера на Ethereum, се разбираме. И нормално сите оние кои што ставиле своји токени во овој пул добиваат награда за тоа. Сега, како моментално се прави оваа ситуација на ликвидност? Значи, идејата е што фактички трейдерите не се директно поврзани со овие кои што моментално го и остваруваат ликвидност. Значи, не е како во ордербукот. Овдека фактички за еден да купи, другиот мора да продаде. Додека во оваа ситуација они само ги ставаат своите токени и они стојат таму и за возврат добиваат фи. Сега, како моментално се прави тоа? Значи, Uniswap има една посебна формула која што се вели, која што се нарекува Constant Product Market Maker Model. Значи, идејата е, значи AMM, така се нарекува, Automated Market Maker. Значи, така се нарекува овој модел. Каде што? Значи, ова е равенката која што моментално прави возможно да биде на некој начин прво да имаме постојана ликвидност во овој пул, а второ да не може некој
да го купи целиот пул. Значи едноставно да биде екстремно тешко за да некој може да го купи целиот пул во однос на тоа да речеме да сака да исцрпи одреден токен од пулот, така. И на тој начин би го расипал пулот. Сега, што уствари ова равенка представува? Значи рековме дека во еден пул имаме Ethereum и DAI, така. Со тоа што Ethereum би бил X токенот, а Y би бил DAI токенот и заедно кога ги помножиме добиваме една количина на токени во овој пул која што е K, така. Значи во ситуација рековме тоа е истото. Значи кога би ги пресметале да речеме пример. Во еден пул имаме 10 Етериума и 10.000 DAI. Што значи дека заедно ние фактички кога ќе ги помножиме имаме 100.000 токени, значи во оваа ситуација во овој пул. Или ајде да речеме 100.000 юнити. Со тоа што како моментално ќе определиме кога на пример некој сака да купи еден Етериум, така? Значи јас сакам да купам еден Етериум, колку би била цената во овој пул. Значи како Uniswap прави да ви даде колку е цената моментално на еден Етериум во сооднос со единиците на DAI. Значи вие фактички за да купите Ethereum во овој пар вие мора да имате DAI депонирано и да купите со тие, значи да имате депонирано на вашиот новчаник, така. Со тоа што како тоа се прави? Нормално според равенката треба да поделиме 100.000 на 9 и да видиме колку би бил тој еден Ethereum кој што вие ќе го извадите од пулот. Со тоа што би добиле 11.111 DAI. Значи, на тој начин вие фактички постојано добивате колку би коштал еден од двата юнита во однос на тоа што сакате да купите моментално. Или па ако сакате да купите DAI со Ethereum, ќе биде обратно, се разбираме. Со тоа што во оваа ситуација вие имате постојано фактички варирање на едната и на другата, затоа што ако веќе имате 9 Ethereum, следниот Ethereum ќе биде поскап. Нема да биде 1111, ќе биде многу повеќе. Затоа што сега на пример ако сакате да ставите на 8, тогаш мора да практично да фактички самата равенка се поместува сама по себе и на тој начин го заштитува пулот. И сега на пример ако сакам јас моментално да купам 9 од 10-те, значи автоматски истата би коштала 90.000 DAI. Значи гледате која е разликата. На тој начин вие правите заштита. Ако некој сака да купи само дел од овој пул, тоа е на пример еден Ethereum, ќе биде само еден дел од DAI кој што моментално треба да ги внесе со цел да има повторен баланс, односно единиците постојано да бидат на истата количина која што имаме овде. Така. Додека ако сакаме да купиме повеќе, колку повеќе сакаме да купиме, толку поскап ќе станува Етериумот како повеќе ја зголемуваме, да речем, количината која што сакаме да купиме. Така да после одредено време станува скоро комплетно неприфатливо и комплетно непрофитабилно за вие фактички да исцрпите едната количина од пул. Така, значи ако сакате само Етериумот да го земете од целиот пул, на тој начин вие би го растуриле пулот, но би платиле преголема количина, затоа што ако еден би коштал 1111, вие генерално, ако сакате да купите 9 по нормална логика, би требало да платите негде околу 10.000, така. Значи 9.900 тоа е 10.000 опрлика во оваа ситуација. Додека во оваа ситуација вие плаќате 9 пати повеќе, доколку сакате да наштетите на самиот пул. На тој начин самиот има механизам со кој што се заштитува од ваков тип на исцрпување на еден од коините. И гледате колку едноставно е направено, што оваа равенка во постојано ви дава фактички баланс на самиот пул. И на тој начин фактички ќе имате луѓе кои што ќе продаваат и купуваат и постојано го овозможуваат овој баланс и овозможуваат апдейтирање на цената во овој пул. Значи така моментално функционира. Сега, тоа беше идејата како да ви објаснам моментално како е разликата помеѓу liquidity pool на децентрализирана менувачица и liquidity pool на order book. Со тоа што разликата е во тоа што во оваа ситуација вие може нема да најдете постојано некој што би сакал да купи по оваа цена. Така. Тоа е проблемот. Но за разлика од тоа, овдека може многу повеќе да најдете затоа што имате многу повеќе луѓе кои што ќе стават различен тип на ордер, кои што нарачка, кои што вас ви одговара. Тоа е главната разлика и затоа имате многу повеќе ликвидност на централизирани за разлика од децентрализирани минувачници пулови. Сега, тоа е генерално како прилика се пресметува, чисто за да имате представа како тоа функционира. Значи, тоа е уствари децентрализирана минувачница. И како таква моментално Uniswap представува најголемата која што со ова Automated Market Maker прави фактички конкуренција на традиционалните централизирани менувачници. Сега, тоа е незината намена, односно за Ethereum ERC20 токени, вие практично може скоро сите токени да направите размена за други токени. Значи, без разлика дали е тоа за Ethereum, за stablecoin или за други ERC токени, буквално имате огромен број на пулови кои што моментално постојат на Uniswap
каде што или може да депонирате дел од вашите токени со цел да добиете фи на луѓето кои што сакаат да заменуваат, или обратно да фактички во случајов може да замените се што ви е вас потребно директно, брзо, без да имате потреба од верифицирање, правење профил и слично. Сега, кратко да одговориме на тоа дали има моментално други проекти кои што може да добијат конкуренција, значи наједноставно е да погледнеме листата на децентрализирани менувачници кои што моментално постои на светот. Значи ова се сите проекти кои што моментално ги имаме, кои што се децентрализирани менувачници. И најчесто истите се на некој начин фокусирани на еден блокчейн, каде што моментално овозможуваат ваков тип на размена на токени. Значи на истиот начин, само што на некој начин сите се поинаку ориентирани во однос на оној automated market maker, затоа што сите имаат различен тип на баланс кој што го овозможуваат. Ако погледнеме моментално, значи 5 билиона наспроти PancakeSwap кој што е 624 милиони, значи Uniswap е упедливо шампион, не толку како на пример што беше во ситуацијата на Oracle со Chainlink, но во оваа ситуација повторно, значи ако можеме да видиме дека скоро 9 пати значи се содржи PancakeSwap во самиот market cap на Uniswap. Значи мене ако ме прашувате, истиот како прв и моментално како неприкосновен лидер, значи сега посебно зборуваме за Ethereum екосистемот, а Ethereum екосистемот знаеме и сами дека е најголем на светот, истиот и понатаму ќе биде најголем, барем сега за сега. Значи не гледам претенденти кои што може да го стасаат. Значи на тој начин ја верувам дека Uniswap ќе продолжи да биде најголемата децентрализирана менувачница. Сега, повторно на вас останува, битно е да видите и сами, значи дали вие би сакале да учествувате во ваков тип на да речем токен во вашето портфолио со оглед на фактот дека истиот е governance токен. Моментално има голема цена на некој начин, истиот достигна и до скоро $50, но да не забораваме дека истиот е governance токен. Значи ние ќе објасниме што истиот представува. Значи ова не е токен кој што има некоја огромна да речем тргувачка моќ или слично. Значи генерално Uniswap како токен е наменет за донесување на одлуки на Uniswap заедницата, затоа што, како што рековме, за разлика од централизираните, децентрализираните менувачици имаат свој governance од страна на луѓето кои што ги поседуваат Uni токените. Значи вие преку Uni токените може да добиете право на глас и колку повеќе токени имате, толку поголемо право на глас имате кога се одлучува за иднината на самиот Uniswap како менувачица. Така да тоа е главната цел на Uni токенот, имајте го тоа во превид кога би сакале да купите. Значи нешто слично на BNB, со тоа што истиот ви дава некој плюс значи да речем плюс привилегии на самата Uniswap страна како што и самиот BNB, но генерално истиот представува governance токен. И да не заборавиме, исто така постои ризикот, како што е тоа на пример со FTX, дека со паѓање на било каков тип на менувачница, најчесто паѓа и самиот токен, не најчесто ко 99,9%. Зошто? Затоа што истиот е врзан со вредноста на менувачницата. И доколку истата не постои, немате вие фактички што governance да правите, значи немате што да одлучувате, така. Затоа имајте во предвид дека купување на ваков тип на коини и на токени е најдобро ако ги користите овие менувачници. Тоа е една од опасностите кога ќе купувате governance токен, имајте го тоа во предвид, значи тогаш секогаш постои опасност дека ваквиот токен ќе престане да постои во моментот доколку се случи нешто со менувачницата. Така да секогаш имајте тоа во предвид пред да одлучите дека сакате одреден коин или токен на менувачница да биде во вашето портфолио. Сега во однос на roadmap, тоа ни е следниот дел за кој што треба да разговараме, значи зрелост на пазарот и roadmap. Не можеме да кажеме дека имаме некоја голема зрелост со оглед на фактот дека самиот Uniswap ни потекнува, значи 2018 година фактички е првата верзија која што на пазарот заедно со самиот токен испаѓа од 2020 горе доле прилика. Значи тоа можеме да видиме и на самиот трейдинг чарт, значи септември 2020 официјално се појавува токенот на пазарот за тргување. Така да, првата верзија е уствари сега нели, чисто да знаете како досега изгледа самиот токен. Токен затоа што е уствари изграден како апликација на Ethereum, значи нема свој блокчейн, нормално затоа не го нарекам коин. Сега, првата верзија во 2018 година е уствари верзија во која што може да се тргува само Ethereum во различни типови на ERC20 токени. Додека втората верзија во мај 2020, значи тоа е фактички како што можеме да видиме веќе и со самото влегување на пазарот, он уствари успева да влезе со верзија 2, каде што можеме да тргуваме било кој ERC20 во било кој ERC20 токен. И третата верзија, која што моментално е веќе активна од претходната година, од мај, е каде што фактички поефективно, да речем, се добива
капитал, односно профит, доколку инвестирате во пуловите на Uniswap, односно доколку ги заклучите вашите коини и токени, за да бидат пул за тргување на Uniswap. Така да тоа е импрувментот кој што моментално го има. V3 е последната верзија Uniswap и знам дека имаше многу голем памп после освободувањето на V3 верзијата, со тоа што генерално се обидував да најдам некои понови вести за Uniswap, генерално за roadmap-от, но искрено без многу голема среќа. Значи, нели, понатаму ќе разговараме кога ќе имаме некои поконкретни информации во однос на нивниот roadmap, но верувајте ми, Uniswap не оди нигде. Се додека постои Ethereum, ќе постои и самиот Uniswap, со тоа што би ви препорачал да погледнете, значи, на самата страна на Uniswap, uniswap.org, може да го најдете самиот значи white paper за Uniswap V3 Core, каде што во детали е објаснето како моментално, значи ова е кривата на размена на коин и токен практично зависи тоа кој е парот, значи во однос на тоа како се заменува едниот во другиот и како се одржува балансот во еден пул, со тоа што дополнително е објаснето и како тоа делува на вашиот потенцијален профит на фи кој што го добивате од ваквите коини и токени во овие пулови, така да може да го прочитате доколку имате време, доколку сте заинтересирани. Ќе ви даде многу појасно, да речам, објаснување на самата архитектура, значи овдека ова моментално го правиме само како едукација, доколку сте навистина сакате да навлезете во овој проект или, например, да инвестирате, многу подобро би било од ваша страна да го прочитате, многу едноставно може да го најдете овдека. Сега, значи тоа е во однос на моменталната верзија, која што нели е V3, уште од претходната година од мај, тоест пред практично ќе му дојде година и пол отприлика. Значи активен roadmap има, но за тоа ќе морам повеќе да истражам како и за претходните проекти и да видиме, значи, што моментално се случува, но ќе напоменам уште еднаш. Да не забораваме дека се уште се наоѓаме во длабок bear market, што дури и да има некаков тип на roadmap или некаков тип на апгрейди, форкови и слично, знаете и сами дека истите ги чуваат за многу подлабоко кога веќе ќе навлеземе во следниот bull market, каде што многу подобар ефект би дале на цената на самиот коин, како и на популарноста на самиот проект во оваа ситуација децентрализираната менувачница. Така да не можеме да очекуваме да најдеме некои огромни проекти. Значи гледате, тоа може да се случи само тие кои што се најдобри, како Ethereum кој што правеше мрџ во средината на bear market. Така да имајте го тоа превид и нема да очекувате некои бесни вести моментално, поради тоа што се наоѓаме во bear market и моментално самите маркетиншки тимови на овие проекти би ги задржале таквите вести за многу подлабоко во следниот bull market, каде би имале подобар ефект. Во однос на позитивни и негативни вести, значи иако малку одиме напор од редовната анализа, значи моментално само ќе напоменеме кои се вестите, затоа што третата и петата ни се доста поврзани теми, така да во моментот ќе поминеме преку четвртата прво, односно кои се новите вести за овој период. Значи нема многу вести, оно што постојано го кажувам, како и за roadmap, така и за моментални партнерства и случување на Uniswap. Едно од најбитните кои што го добивме, гледајте, значи пред само неколку дена е соработката помеѓу Polygon и Uniswap, кој што моментално е од многу битно значење. Со тоа што, значи Polygon самиот по себе со воспоставување на second layer солуции кои што моментално ја намалуваат како фито за трансакции, така и постепено понатаму нели ќе овозможат побрзи трансакции и слично, многу помагаат во тоа на Uniswap да бидат поевтини трансакциите. Затоа што знаете и сами дека размена на Uniswap помеѓу ERC20 токени во пикот на булранот беше многу скапа. Значи никој не би сакал да плати преголема сума за размена на токени. Поради оваа причина Polygon фактички овозможува многу поевтини трансакции кои што моментално за Uniswap се доста прифатливи и доста нели битни и дополнително на сето тоа преку користење на Layer 2 солуциите, моментално многу повеќе луѓе се склони кон закучување на своите токени затоа што ја прави Ethereum мрежата многу по ликвидна. Значи, како што кажам и сами, колку е поликвидна мрежата зависи од колку повеќе трансакции имаме на истата. Доколку имаме ситуации во кои што премногу се скапи трансакциите, нормално е дека и бројот на трансакции ќе се намали. Така да поради оваа причина Polygon моментално и партнерството со Uniswap се заедно така речено позитивни, со тоа што во оваа ситуација ќе ставиме акцент на позитивноста на страната на Uniswap, како што кажавме, значи со ваквото партнерство се очекува многу повеќе заклучување на вредност на Uniswap, затоа што вие мора да заклучите дел од вашите токени, да дадете ликвидност на овие пулови и дополнително многу повеќе ликвидност со оглед на фактот дека Polygon го намалува количеството на Ethereum кој што треба да се плати за фи. Тоа е едно од главните вести кои што моментално можеме да ги најдеме за Uniswap.
Следно нешто е тоа што, значи, досега на Uniswap можеше да се работи само со новчаници. Значи, доколку отидете на самата Uniswap страна, вие може фактички само со овие новчаници кои што моментално ги гледате овдека, кои што се Ethereum новчаници, да се конектирате и на тој начин фактички да правите размена. Со тоа што моментално че има посебен начин преку кој што можете да користите директно средства од вашата банка со цел да купите на Uniswap. Значи, како on-ramp, не е како off-ramp, значи не можете да продадете и директно да ставите парите на вашата сметка во банка, но можете да купите директно од вашата банкарска сметка, со тоа што моментално ја користат MoonPay. Тоа е партнерство, тоа е фактички своевиден, да речам, ентитет кој што има поврзано со банките, а во исто време има поврзаност и со крипто проекти, затоа што банките се уште доста се оградуваат од директно соработка со да речем крипто проекти, но поради ваква ситуација, значи постојат ваков тип на интермедиари кои што помагаат во конектирање на вашите банкарски услуги со моменталните да речем on и off ramps за крипто секторот, така да не се, значи да не забораваме дека ова не е за целиот свет, значи гледате, ограничено е на Америка, Бразил, на Европа преку СЕПА системот и на Обединетото кралство за сега, така да само во овие територии ќе може да се направи тоа. Значи јас во Малта можам, поради тоа што мене СЕПА банк трансферите ми се овозможени овде, но за жал тоа не е и во Македонија. Така да ако користите Uniswap, потребно ви е да имате, да речем, MetaMask за да може да правите размена, но добро е тоа што почнале постепено да доаѓаат до ситуација во која што, значи, имаат конекции со банките. Тоа е поентата. Да ги земеме средствата од централизираните ентитети и да ги внесеме во децентрализирани, односно да ги изнесеме од банките. Само на тој начин можеме да направиме нешто за криптосферата. И моментално е малку постара вест, значи гледате, ова е од август 2022 година, но битна. Значи 253 адреси беа блокирани од страна на Uniswap затоа што се поврзани со соодветни, да речем, критични wallet-и кои што се замешани во или користење на миксер услуги како што е Tornado Cash, или пак кои што се поврзани со хакови или со нешто слично, со тоа што самиот Uniswap го користи TRM Labs, тоа е уствари блокчейн аналитикс компанија, која што ги анализира сите новчаници кои што се поврзани со Uniswap, значи во моментот кога ќе го поврзете вашиот новчаник со Uniswap, вие фактички ќе бидете анализирани од оваа компанија и ќе направи фактички преглед на историјата на трансакции да види дали на некој начин сте поврзани со миксер услуги, затоа и ви реков, бидете многу внимателни ако планирате да користите ваков тип на услуги, каде што ги заменувате вашите токени со други, со цел да ја прекинете она историска врска на токенот да се знае од каде потекнува. Значи разговараме за ова во претходните видеа, верувам дека знаете што стана збор. На тој начин фактички луѓето ги перат парите преку крипто и затоа ваквите миксер услуги се доста ризични за работа, имајте тоа предвид. Така да било каква конекција ваша со ваков тип на услуги или пак некаков тип на хак, веднаш ќе биде откриена од оваа блокчейн аналитикс компанија и затоа ќе биде информирана Uniswap. Со тоа што Uniswap има некои левели на, значи според самата соработка која што има со оваа компанија, Uniswap има повеќе левели на ризичност во однос на тоа каков тип на новчаник се поврзува со неа, доколку овие левели на да речем ризичност се превисоки, значи автоматски ќе бидете блокиран и нема да може да користите нивните услуги. Значи нема да ве блокира wallet-от, не може, затоа што wallet-от е приватен, они ги немаат вашите клучеви, но ќе блокира да може да вршите било какви услуги на самиот Uniswap децентрализирана менувачица. Така да тоа е некој начин заштита која што има против, да речем, ваков тип на wallet-и кои што на некој начин се злоупотребени. Сега, тоа е во однос на вести, искрено многу вести нема. Значи, по соглед на фактот дека станува збор за децентрализирана менувачица, значи ова не е организација која што постојано, да речем, вади нови вести, но сега, значи пред да продолжиме понатаму во однос на техничка анализа, токеномија и слично, би сакал да се навратам на governance. Значи, вие најчесто вестите за ваков тип на проекти ќе ги најдете на самиот governance процес. Односно, на самиот Uniswap овде ќе имате governance, значи посебен таб, во кој што, значи, прво се објаснува целиот governance процес. Значи, гледате, во оваа ситуација, тоа е тоа што мене многу ми се допаѓа за овој протокол, значи, затоа што имате целосна децентрализација на начинот на донесување на одлуки, што во оваа ситуација многу помага за да се избегнат такви ситуации како FTX. Значи, централизирање на моќ на место каде што има многу токени. Зошто е тоа така? Затоа што моментално на Uniswap имаме заклучено моментално 3,62 билиони вредност во токени.
Така да ако некој успее да пробие или да некој начин да скрши сигурноста или пак има клучевите на сите овие wallet кои што моментално се внесени овде, вие автоматски имате потенцијално губење на 3,62 билиони и нов пропаднат да речем проект на пазар. Сега, поради тоа и ми се допаѓа ваквата децентрализираност во која што значи самиот проект работи на веќе поставени правила преку смарт контрактите кои што се поставени на Ethereum блокчейнот, а се друго и промената на ваквите правила може да биде направена само со донесување на одлука на луѓето кои што поседуваат юни токени. Со тоа што, значи гледате и овдека моментално, значи на оваа организација, значи gov.uniswap.org или фактички овдека може да ги најдете сите, значи ова е фактички форум на кој што моментално се разговара за сите различни одлуки кои што може да се донесат за подобрување на овој блокчейн. Со тоа што, значи, откако ќе се донесе, да речеме, некоја одлука, истата, значи, кога се гласа за истата, значи се врши снапшот на сите wallet-и кои што моментално поседуваат Uniswap, со тоа се гледа кој колкава моќ има за да гласа на одредената одлука и нормално на крајот имате governance портал на кој што фактички може да гласате во однос на тоа, нели, како се сеќате за, против одредена одлука. Со тоа што, значи, governance токенот за жал не можам да го отворам за вас, затоа што истиот е поврзан со, значи, морам да имам wallet. Значи, морам да се конектирам со одреден wallet, за да можам да ви покажам како изгледа гласање. Значи, тоа ќе мора да го направите сами за жал. Но како и да е, сакам да ви покажам како прилика тоа изгледа. Значи, вака веќе длабоко навлегување во governance, тоа е веќе кога навистина сакате да се инвестирате во овој проект и да купите соодветна количина на юни токени за навистина вашиот глас да има некакво значење. Значи, идејата е дека моментално преку ваквиот процес вие фактички имате начин на кој што се децентрализирате комплетно како проект. И моментално самиот тим се повеќе и повеќе врши отклучување и насочување на овие юни токени кон заедницата со цел се повеќе да се децентрализира. Колку подецентрализиран, толку недофатлив е како за регулативата, односно за државите или полицајците, така и за потенцијални напади и хакери. Поради оваа причина јас сум многу изненаден и многу на некој начин импресиониран од начинот како тоа го реализира. Значи, како што кажам, имаме целосна шема на демократија, значи вака треба да изгледа демократија во однос на одлучување на овој процес, а нормално пред да се направи тоа имаме екстензивна дискусија која што може да најдете во сите овие поднаслови и како истите изгледаат. Значи, кога ќе отворите имате кој го предложил тоа, че имате од каде потекнува, може да погледнете организацијата, имате детален значи, преглед на тоа што истиот предложува, како истиот планира тоа да се направи, значи гледате колку добро направено. Со тоа што ваквото предлагање фактички понатаму оди на дискусија на овој форум, каде што многу луѓето нели понатаму може да пишуваат да речем дополненија, да кажуваат дали им се допаѓа или не, нели? И на тоа откако ова ќе заврши како дискусија, истото се става на вториот дел, а тоа е на governance порталот, кој што како таков, значи фактички ќе ви помогне да гласате. Сега тоа е оно што ви кажувам. Значи гледате оваа ситуација, значи јас за жал немам право да одлучувам, затоа што немам свој wallet и не поседувам нели юни токени, но гледате дека на пример овде ќе има се гледа, се е јавно, че има точно одредено кога до кога може да се гласа и еве како изгледа. Значи гледате, че во оваа ситуација може да погледнете и колку гласале за, колку гласале против. Значи се може да видите што со истото ќе биде направено, како истото ќе биде реализирано. Че ова е вистинскиот начин на демократија, каде што може да видите кои се, значи откако ќе бидат усогласени, од кои ќе бидат изгласани, истите се и наменети, значи истите се применети на самиот блокчейн и оние кои што не, нормално нели гледате овде дека се одбиени. Така да на тој начин треба уствари да изгледа една соодветна демократија на ваков тип на проект, каде што заедницата заедно одлучува што ќе се прави со овој проект понатаму и во однос на тоа колку сте внесени во овој проект, толку повеќе ќе имате право на глас. Значи тоа е како треба да изгледа еден децентрализиран проект, каде што се движи моментално целиот овој сектор. Ова е следното. Значи не банка во која што вие немате поим ни каде стојат вашите пари, ни кој што прави со истите, значи овдека имате целосен преглед. Имате on-chain analytics кај што може да видите колку токени има, кога истите ќе бидат значи ослободени, зборуваме за юни токените. Имате во исто време и апликации на кои што може точно да видите колку и каков тип на токени се заклучени моментално. Значи се може да видите, гледајте.
точно може да видите каков тип на токени, каков тип на пулови во лайф, значи може да видите за заклучени. Значи во оваа ситуација тоа е она што никој од банките или никој од финансиските институции никогаш нема да ве го возможи. Тоа е тоа што моментално нас ни е потребно и моментално кое што би сакал ја да го видам во следниот да речем период кога ќе дојдеме до последниот дел, односно Web 3, интеграцијата на целиот блокчейн. Сега, значи, сега веќе ќе поразговараме за следниот дел, каде што е техничката анализа и токеномијата, која што е многу битна. До сега сакам да ви објаснам како целиот овој проект изгледа. Знам дека е малку долго, но за жал не постои полесен начин да ви ги пласирам сите овие информации, затоа што зборуваме за многу голем број на информации кои што мора да бидат соодветно објаснети, затоа инаку не би можеле да ме разберете за што станува збор. Сега, како изгледа самиот, значи вака изгледа самата менувачница. Значи се конектирате со вашиот новчаник и откога се конектирате, ви ги препознаат средствата кои што ги имате, овдека го бирате токенот кој што сакате да го замените со кој друг токен, значи овој токенот кој што го имате на вашето портфолио и во кој токен сакате да го замените. Да речеме Ethereum сакам да заменам во Inch, колку Ethereum, значи ставаме да речеме 1 Ethereum и моментално ми дава според пулот, онаа равен како што ја гледавме, колку би добил Inch ако дадам 1 Ethereum. Така, со тоа што овдека нормално е и фи, гледат, значи имате и фи и се пресметано. Сега, уште една битна работа која што морам да ја напоменам во однос на ваков тип на менувачници. За разлика од фито, овдека постои и слипич. Значи, слипич представува можноста вашата цена да биде повисока или пониска за, гледате, значи, овдека вие фактички ставате каков тип на слипич би сакале да имате кога станува збор за трансакции на Uniswap. Зошто е тоа битно? Затоа што, значи, за разлика од значи централизираните менувачници. Значи на централизираните менувачници вашата трговија се случува веднаш. Значи имате човек кој што продаде, човек кој што купува и веднаш моментално се завршува оваа трговија. Проблемот со Ethereum блокчейнот и Uniswap е тоа што истата мора да биде запишана на блокчейнот како трансакција за да биде финална. Додека тоа се случува поради ова време кое што е потребно, вие може да дојде до одреден слипич на цената и на пример кога сте ја направиле трансакцијата, да речеме, во оваа ситуација на пример каде што го имаме ова. Значи во оваа ситуација значи ние би добиле 3.96, така. Но кога ќе направиме Connect Wallet, кога ќе го завршиме сето тоа, до моментот кога трансакцијата ќе биде запишана на Ethereum блокчейнот, може да се случи на пример да добиеме 0.5% плюс или 0.5% минус. Значи тоа е слипич со тоа што вас буквално значи ви дава Uniswap да одлучите до кој процент на слипич би прифатиле да ја заврши оваа трансакција затоа што е потребно време исто да биде запишена на Ethereum блокчейнот. Со тоа што вие ако ставите 0.1%, може никогаш истата да не биде и реализирана и само да стои како ордер, а да не биде направена затоа што 0.1% може да биде надминат од моментот каде што вие сте кликнале да купите и на тој начин истата да стои само како ордер неисполнето додека вие не ја канцелирате. Така да тоа е една од работите кои што мора да ги имате во превид, може да се случи да купите плюс или минус 0.5% или во однос на тоа каков слипич вие би сакале да дозволите. Така да многу едноставно, гледате, значи многу едноставно, нема никаков гледате. Да речем сакам да сменам за Inch или за шо и да е. Значи вие фактички имате секаков тип, гледате, секаков тип на пулови кои што се во случува поврзани едни со други и може било каков тип на ERC20 токен да го менувате за било кој друг ERC20 токен. Со тоа што овдека дури и RAP, значи токените спаѓаат, да речеме можеби BNB сте го префрлиле овдека, RAP Bitcoin, значи вие фактички ако имате RAP Bitcoin исто може да го користите на Uniswap за размена. Имајте го тоа во превид. Значи така гледате колку едноставно изгледа сето тоа. И овдека може да погледнете, значи гледате info.uniswap.org, може да ги погледнете сите токени кои што моментално може да ги замените. Имате 5 страни на различни ERC20 токени кои што моментално се активни и кои што имаат своји пулови на самиот Uniswap, значи тоа може да го направите и сами. Сега, однос на governance, како што кажавме, овдека фактички треба да се конектирате со вашиот wallet и истиот треба да биде скениран да видат дали имате Uni токени, значи тоа е оно снапшот, пред да ви биде дозволено да правите пропозал, односно да предлагате или да одлучувате во оние предлози кои што веќе се дадени за одлучување и надградување на самиот блокчейн. Сега, тоа е значи знам дека има многу, значи ова е многу поразличен проект за разлика од останатите, затоа што е нешто невообичаено, зборуваме за менувачница, значи е сосема друг тип на проект. Сега, тоа е значи партнерства генерално немаме многу,
затоа што истите не се ни толку потребни, со оглед на фактот дека ова не е самостоен блокчейн, па да има потреба од партнери за истиот да обстојува. Значи, се додека има нови проекти на Ethereum и се додека има проекти на Ethereum кои што сакаат да вршат размена, Uniswap ќе постои. Значи, вие го имате Ethereum. Ethereum е вашиот главен партнер. Ethereum е тој што ви носи бизнис. Така да, Ethereum треба да има партнери. Вие како апликација на Ethereum немате потребен партнери затоа што Ethereum е тој што ви го носи бизнис од вас. И нема никакви кривични судски случаи за сега. Дури истиот е доста позитивно настроен кон значи се што досега се има попарано, значи со она што сум го погледнал, значи сите регулативи досега кои што биле донесени колку и да се луди, значи истите се испочитувани од Uniswap, дури и последната каде што Tornado Cash беше затворен, значи они целосно го применија банот на сите адреси кои што се поврзани со Tornado Cash, што ги прави позитивни затоа што сакале или не. Колку и да не се слагаме со регулативата, на крајот од денот без регулатива нема да биде возможно овие проекти ниту да опстанат, туку и ќе бидат и кривично гонети доколку не ги почитуваат овие правила, па колку и да се луди. Со време ќе ги надминеме, со време ќе дојдеме до ситуација кај што ќе имаме соодветна регулатива позитивна за криптосекторот, но за жал на почеток ја очекувам да ги има негативна регулатива која што ќе се одржи тешко на сите проекти, но сакале или не мораме да поминеме преку неа. Тоа е во однос на кривични и судски случаи, мене досега ми изгледа како доста позитивен во овој сектор, значи играч кој што навистина се труди да усогласи и да угоди на сите овие да речем регулативни играчи, со тоа што истите дополнително нема да го заборават, тоа се надевам. Сега, во однос на токеномија. Токеномија, значи има добра токеномија, ако ми не ја прашувате, со оглед на фактот дека неговиот max supply е 1 билион. Со тоа што веќе имаме 753 милиони во игра. Значи имаме само уште 1/4 од токените кои што треба постепено да бидат отклучени и внесени на значи на самиот блокчейн, така речем. Со тоа што имаме вестинг период, како што можеме да видиме овдека, каде што можеме да видиме точно, значи само уште 19, точно е, 19% од токените треба да бидат ослободени со цел да биде значи се на блокчейнот моментално и да биде постигнат оној максимален кап. Со тоа што да не заборавиме, значи јас го најдов и ова како податок што е доста битен, значи 1 билион юни токени, 1 милиарда, 1 билион како сакате, е официјалниот последен юни токен, но дополнително на тоа самиот протокол одлучил дека ќе има 2% инфлационен индекс кој што ќе дозволува значи на годишно ниво за 2% да се зголемува овој маркет кап на токени, значи со цел да имаме дополнително токени кои што ќе бидат користени како за governance, така за fees, така за се што е потребно, значи 2% на годишно ниво ќе биде креиран нов, значи 2% не е многу, да бидеме реални. Со оглед на фактот дека еврото е повеќе од 10%, доларот е 7% инфлација, 2% воопште не е многу. Ако мене ме прашувате барем во однос на токеномијата, со тоа што значи веќе 60% од овие токени се дадени со airdrop и останатите 40 постепено се отклучуваат и се даваат на инвеститорите, на луѓето кои што се дел од тимот, како и на оние кои што биле советници, да речам, во 4 годишен план. Што значи дека целиот дел од токените кои што е наменет за заедницата е веќе на пазарот. Оно што моментално го гледаме е овие 40% кои што постепено се отклучуваат, значи гледате на дневно ниво, имаме отклучување на токени и овдека можеме и да погледнеме колку, значи на дневно ниво се отклучуваат околу 117.800 юни токени, што е еднакво на отприлика $775,000, значи на дневно ниво маркет капот на Uniswap се зголемува за $775,000. Со тоа што ваквата алокација треба да заврши до 8 септември 2024 година. Сега, овдека мора да направите баланс, тоа што вие гледате, значи точно имате каде се ногите моментално. Значи вие имате ситуација во која што не смеете да заборавите дека се уште имате 1/4 од токените кои што постепено ден на ден се ослободува на пазарот. Додека во исто време ќе имате зголемување на цената затоа што се повеќе ќе се користи овој токен со оглед на фактот дека влегуваме во слен во маркет и на тој начин значи ќе имате некоја борба помеѓу маркет капот кој што моментално се внесува, затоа што имате постојано нови токени кои што се внесуваат и кои што се ставаат на во оваа ситуација може и да видите. Значи гледате, на тимот, на инвеститорите и на комјунити. Дури се уште на комјунити се отклучуваат нови токени, значи но повторно да не забораваме, како се отклучуваат голема веројатност дека некои од овие луѓе ќе продаваат.
Така да ќе имате некој баланс кој што мора сами да го утврдите, што за вас е прифатливо во однос на отклучување на новите токени и цената која што моментално има юни токен. Така да тоа мора да го одлучите сами, но се уште барем една година од овој момент до следниот, значи гледате, на 11 септември 2024 година треба да биде официјално последното отклучување на токени на юни. После тоа веќе имате 2% инфлација, што е фиксна бројка и мене ако ме прашувате, значи тоа е ништо во споредба со валутите кои што моментално ги користиме. Така да поради оваа причина ако мене прашувате, значи токеномијата не е лоша воопште, иако за една година проблемот е што ако чекате една година за сите токени да бидат отклучени, цената ќе биде во бул маркет и нема да биде 6, тука ќе биде многу повеќе. Така да сега повторно, затоа и кажувам, ризикот на вас останува да одлучите сами. Дали би ризикувале овој unlocking period на некој начин да ви ја намалува цената постепено, или па мислите дека самиот bull market ќе ја зголеми многу повеќе цената од она што моментално го ја намалува самата шема на отклучување. Но ако погледнеме на, не знам како успеа да си го исклучам, TradingView, значи ако погледнеме на TradingView моментално, можеме да видиме една сосема поинаква, не, овде се извинувам. Значи, ако погледнеме трейдинг чартот, немаме многу информации. Бидете предупредени за тоа, затоа што значи, проектот е доста нов. Значи, немаме 200 недела, немаме 300 неделна вредност, немаме многу. Но пак имаме некои основни работи кои што можеме да ги погледнеме, кои што на некој начин ви даваат некоја слика за тоа каде се ноѓаме. Значи, самиот коин, токен, докато го погледнеме во bear маркетот, значи од највисоката точка до најниската точка овде, се коригираше нормални 93%. Значи ова, ако сте погледнали во претходните два bear маркети, е сосема нормална корекција за било кој коин токен кој што се алткоини, и тоа буквално не ме изненадува воопште, со тоа што веќе е во нагорен тренд, гледаме оваа зелена линија, моментално го држи овој нагорен тренд. Битното што е, значи ова движење во канал кој што моментално го гледаме во оваа ситуација, конечно беше пробиено. Што ако мене прашувате е многу добра вест, затоа што ваквото пробивање на каналот и значи овде како успееме оваа недела да завршиме, значи утре да направиме нова сеќа која што е надвор од овој канал. Значи гледајте, овој канал не успеа да го пробие цената уште од 3 мај 2021 година. Сега сме 2023 година. За прв пат цената успева да избие надвор од овој канал, што значи дека ако успееме да се придвижиме во ова позитивно движење на биткоин, голема е шансата за брейкаут. Иако јас не очекувам брейкаут да отиде до new all-time highs, но на некој начин е доста добра ситуација да се купи юни токенот доколку имате намера да го купите. Нас не е се уште рано, чекаме за потенцијална ситуација со DCG, но како и да е, самиот по себе гледаме дека е во доста позитивна ситуација доколку имате намера да го купите. На неделно ниво исто така гледате имаме многу позитивни знаци со оглед на фактот дека се предвижува нагоре во моментов, че MACD, RSI, сток RSI истите се на вредност со 51, значи имате уште 50 поени нагоре за движење, и на месечно ниво, иако се уште рано, значи рековме дека на неделно ниво се првите знаци за почеток на bull market, што моментално го гледаме. Значи ако овој месец успее да заврши заедно со неделата надвор од овој канал, тоа ќе биде голем знак за следното движење на овој токен и по нормална Фибоначи корекција, доколку го пресметаме од претходниот топ и ова, да речеме дека нема да имаме нов дроп на биткоин, ако ова беше значи дното кое што го достигна за $3.25, значи највисока очекувана, да речем, само според самиот Фибоначи, за следниот bull market би била негде околу $200. Што гледате, значи самиот Фибоначи ви покажува каде оприлика би била нормална највисока награда доколку, да речем, купите во оваа корекција, а тоа е негде околу $200. Тоа не значи дека овој токен ќе дојде до $200, тоа е само ситуација во која што многу често еден bull market успевал да достигне максималната вредност на Фибоначи секвенцата. Тоа е само идеја за тоа што Фибоначи ни покажува за потенцијалот на овој проект, а потенцијал има, со оглед на фактот дека ова е единствената, мислам не е единствената, но најголемата менувачница за децентрализирани менувачница за ERC20 токени на Ethereum. Сега, тоа е во однос на техничката анализа, немаме многу. Имајте од тоа превид, значи се ногеме над bull market support band, тоа е уште нешто што мораме да кажеме. Пак ќе кажам, успешна пробив над bull market support band и ретест е основата по која што се движиме кога веќе сакаме да потврдиме следен bull market. Следна битна работа која што мораме да запазиме за овој проект е тоа колку може само да привлече криптовалути.
колку повеќе криптовалути се заклучени на овој протокол, толку поголема ликвидност. Колку поголема ликвидност, толку поголема успешност на самата децентрализирана менувачница. Значи во првиот пик на 2021 година имаме 9,3 билиони заклучени различен тип на средства, значи различен тип на криптовалути во овој протокол како пулови за размена. Во вториот пик имаме дури и повеќе. Значи имаме максимални 10 билиони во одредени моменти, значи 10 билиони заклучени криптосредства во овој протокол за тргување. Моменталната заклучена вредност е 3,62 билиони, со тоа што можеме да видиме каков тип на блокчейн проекти се највеќе заклучени. Гледате овдека, значи Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Cello и слично. Значи ова е, гледате, DeFi Llama, ова е не само за овој проект, овдека може да најдете за било кој друг проект каде што имаме заклучени, значи средства, со тоа што дури може и да ги одделите за тоа колку има у втората верзија, првата и во третата верзија, со тоа што заедно ви го даваат овој збир на практично во однос со тоа во кој дел се наоѓа вашиот проект или пул. Сега, тоа се главните работи кои што можеме да ги забележиме во однос на токеномијата. Пак, токеномијата е на некој начин 50-50. Во оваа ситуација треба да одлучите, пак ќе кажам, дали ви е прифатливо да чекате на тимот на некој начин на дневно ниво да ви внесува нов маркет кап, додека во спротивност имате добар потенцијал на самиот чарт каде што може да купите на, да речем, потенцијалното апсолутно дно за овој токен во овој bear market. Во исто време, децентрализацијата е феноменална, со оглед на фактот дека најголемите новчаници кои што моментално поседуваат, 31%, 64%, се уствари самите верзии, односно V2 и V1 на јуни. Значи тоа се фактички, колку што јас можам да разберам, во оваа ситуација се вредност на токени кои што се заклучени во самиот таймлок. Во оваа ситуација јас верувам дека тоа, значи пробав да најдам точна информација зошто и како. Значи ова е самиот Uniswap и верувам дека ова се уствари оние коини токени кои што се заклучени во пуловите. Иако не сум апсолутно сигурен, ќе ве замолам доколку имате повеќе информации за ова, оставете во коментар. Верувам дека седмицата ќе ги вреди тоа, но колку што јас го разбрав овој дел, значи таймлок уствари представува заклучување на одредени средства додека нешто не се исполни во оваа ситуација, но нема соодветно објаснето, че стварно пробав да најдам, не можев да најдам точно објаснување и сега нели да не досаѓаме, како и да е. Ова се коини и токени заклучени во самиот Uniswap протокол. Така да ова не е нешто што може само некој да го извади и 31% од неговиот маркет кап да го спусти на пазарот. Додека ако ги погледнеме нормалните новчаници, најголемиот новчаник кој што поседува голема количина е 2,4-2,5 да речеме прилика проценти од Uniswap токенот, што ако мене ме прашувате не е голема. Значи не е 15, не е 30% од целиот маркет кап, не е голема работа, не знаеме чиј е токенот, овој новчаникот, но најчесто ваква голема количина најчесто е некоја менувачница. Иако до сега сето тоа не е како што можеме да видиме означено, значи кога ќе најдат на кого е, најчесто го ставаат и името на организацијата или лицето кој што го поседува и гледате, значи останатите новчаници се прилично мали. Значи гледате 1,5, 1,3, 1,2. Со тоа што да напоменам уште еднаш како се прави, рековме на Etherscan, кога ќе отидете на Etherscan треба да напишете јуни, затоа што нели истиот е блокчейн практично граден на Ethereum, значи нема свој блокчейн, и во токенот на Uniswap треба да отидете на Holders со цел да видите кои се уствари оние wallet-и кои што највеќе поседуваат од овој токен. Така да мене ако ме прашувате како проект, Uniswap е доста добар и јас гледам голем потенцијал за истиот, со оглед на фактот дека првенствено може да собере огромна сума на капитални проекти да ги закложи своите средства на овој протокол, што мене ако ме прашувате е голема моќ, посебно во Ethereum блокчейнот, со оглед на фактот дека е најголем екосистем во криптосветот и како таков верувам дека ова менувачница ќе биде клучна во следниот bull market со оглед на, значи имате децентрализација. Тоа е Web3. Затоа и верувам дека ова е иднината. Не е Binance иднината, не е Coinbase, не е FTX, тоа се централизирани менувачници кои што се обидуваме да ги замениме, затоа што не се воопште поразлични од самите банки кои што се обидуваме моментално да ги уништиме. Така да имајте во сето ова предвид кога одлучувате кои проекти ќе ги ставите во вашето портфолио и колку се битни за самата иднина. Некогаш токеномијата е многу помалку битна
од тоа каква е позицијата на овој проект во иднина. Значи, ако знаеме дека се движиме од централизирани кон децентрализирани објекти и нели да речеме субјекти на пазарот, нормално е дека финансирање на клучните децентрализирани проекти некогаш може да значи огромен профит за вас затоа што сте биле визионери да ги видите тие проекти. Не значи дека тоа ќе биде значи во оваа ситуација Uniswap, може би ќе биде некоја друга, но сега за сега истиот има најдобра позиција, значи нема некој што може ниту блиску да дојде до оно што моментално го има самиот Uniswap. Така да ние како токен, како нели потенцијален нашето портфолио го гледаме, се надеваме дека ќе дојде момент каде што ќе можеме да го земеме, но како што кажам, се уште чекаме да заврши потенцијалното дно во овој bear маркет на биткоин, за да можеме да вршиме диверзификација на портфолиото. Се уште сме уплашени дека е можно колабирање на DCG, кој што може да донесе до падење на пазарот, иако сега сме во многу подобра позиција кога веќе се наоѓаме на 21.000, но повторно не сакаме да ризикуваме, затоа и се уште ги чуваме овие 20%, како и портфолиото ни е доста централизирано кон најголемите проекти во криптосферата моментално. Така да ќе напоменам уште еднаш, ова е доста позитивно видео затоа што може да научите и за централизирани и децентрализирани менувачници, а дополнително на сето тоа може да научите и за моќта на потенцијалните водачи во менувачниците кога би прешле на децентрализирани. Така да се надевам дека ви се допадна како и претходните видеа. Со тоа извршуваме со првиот блок од 4 проекти кои што ги истраживме. Сега ќе одиме на вториот, каде што ги знаете и сами. Се уште мислам дека може да гласате како на мојот канал, за жал не и на групата Криптовалути Македонија, затоа што овие гласања се само 2 дена. И ќе напоменам уште еднаш, значи работиме постепено. Не можеме да брзаме, не можеме да работиме на мали проекти, ви кажав. Значи јас разбирам дека вие сакате, разбирам дека вие сте инвестирале во нив, но јас да ги ставам моментално на канал, на некој начин сум одговорен. Иако јас не можам да ви кажам што да купите, ако ги ставам на проект како истражување, автоматски луѓето ќе кажат ете он ги стави, значи цени, значи очекува дека ќе има добра заработка од нив, значи има што да се каже за нив, значи треба да ги купам. Така да јас како одговорен човек кој што моментално го водам овој канал, можам да разговарам за проекти кои што навистина имаат поголем маркет кап, има поголема сигурност дека нема да пропаднат во текот на овој bear маркет, затоа што се уште не можеме да кажеме со 100% сигурност дека сме надвор од истиот. Така да ќе дојдеме до помалите маркет капови, стрпете се, не се брзаме нигде, постојано ви кажеме уште 400 денови до следниот bull маркет, значи до следниот халвинг. Така да има време да направиме се. Не гледам каде е тоа брзање, значи ако сум рекол дека ќе ги правиме постепено проектите во однос тоа колку се големи, колку се силни, го правиме тоа затоа што ви нудат најголема сигурност. А во моментов на bear маркет вас ви треба сигурност, не ви треба ризик. Значи ризик во моментот, ако сакате, финансирате во некој од оние 300-то, 500-то место на маркет кап и видите што ќе се случи. Поентата е да направиме луѓето кои што не знаат да може да видат кои се сигурни и кои се сега не можеме никогаш да бидеме 100% сигурни дека се сигурни, ама се многу посигурни затоа што има многу поголем маркет кап и многу потешко ќе дојде до ликвидација на ваков проект, за разлика од оние кои што имаат помал маркет кап и многу поголем ризик дека ќе дојде до ваков тип на ликвидација ако се придвижиме повторно надоле во корекција поради пат на некој голем проект како што е DCG. Така да стрпете се, ќе дојдеме до тој момент. Уште еднаш ви благодарам што го следите нашиот канал. Постепено ги бираме проектите, гледаме да бидат во сите сфери, со цел да опфатиме и различни типови на проекти за вие да може да научите повеќе и следете ја нашата работа, ќе дојдеме до тој момент. Значи ќе дојдеме и до малите проекти, ќе дојдеме и до поголеми капитални потенцијални добивки, само мора тоа да го правиме постепено како се намалува ризикот за да речем загуба на пазар. Ви благодарам уште еднаш, ќе напоменам вие сте нашата реклама, значи никој подобро не може да не рекламира за ваков бесплатен материјал кој што го правиме само за вас, освен нашите македонци. Слободно доколку имате некој што сака да научи, има добро време, има солиден период да го направи тоа, со оглед на фактот дека навистина има уште многу време до следниот халвинг и сега е моментот да се едуцирате во оваа криптосфера. Така да единствено што бараме од вас е препорака, тука сме да работиме и понатаму заедно со вас и да напредуваме како заедница. Ви благодарам, се гледаме во следното видео, поздрав од CryptoGamBG.